Благодариме, Мартин. Благодариме ве, Бранко, стана дури цел круг околу студиото. Па истрчав малку да се загрееме, циркулација за следната тема. Велат дека за шахот не треба физички да се подготвуваш. Тие што така мислат, се лажат. Имаме двајца представници во студиото кои што се шахисти и кои што се патем инженери, значи интелектуалци, ветерани, многу години, многу шаховски партии поминали низ нивните раце. Можеме со задоволство да ги представиме Илија Стошевски и Љубомир Хаџиманев од Шаховскиот клуб на ветерани Скопје 72. Добро утро и добре ни дојдовте. Добро утро. Добро утро. Известуваме за вас изминатиот период и за она што го правите. Еве сега да ве видиме и во живо во нашето студио. Илија, ќе почнеме со вас. Илија Стошевски, претседател на ШКВ или Шаховскиот клуб на ветерани Скопје 72. Шаховски фестивал, тоа е една манифестација која што траеше подолго време, 3 турнири, па како помина изминативе денови и по кој повод беше одржан? Првен да ви речам, благодарам што ме следите. Благодарам за целата екипа на утриска програма. Само вие не следите нашите активности, до души упечатен медиум на Македонија, но вие сте наши другари и стално кога доаѓаме одека со некоја трема, доаѓаме позитивно. Нема потреба, чувствувате се како дом. Кажите прашањето како. Па видите, 80 години јубилеј од ослободувањето на нашиот убав град е голем предизвик за белеглија датум. И ние тоа си го поставивме со нашите услови. Ние немаме топови да пукаме од калето, но имаме топови од шаховските фигури. Така, да ги активираме и да кажеме. Секој со своето оружје. Да, со секој. И тоа се покажа дека е добро. Играме 3 турнири направивме, званични турнири. Првиот турнир на темпо 5 минути со 3 секунди и достигна блиц првак на Скопје за оваа година. Вториот турнир е рапид турнир. Ова се све категории што ФИДЕ, меѓународната организација, ги класифицира. Имаме инсерти од турнирите, па може да ги видиме и една галерија фотографии подготвена. Да, тоа и значи рапид темпо 15 минути со 10 секунди и на крај главниот турнир со стандардно темпо шах. Така да у пакет од 26 септември овај трае одбележувањето на јубилејот 80 години од слобода на нашиот убав град. Задоволни сте како беа организирани, како поминаа турнирите? Па видите, да ви кажам, многу напорно беше, но видите, мотото под кое што ние се мотивиравме и го поставивме, не заборав за хероите, е многу сериозен, вака сериозно мото. Ако можеле, да кажеме, тие да се борат, нашите македонските партизани, да положат животите за оваа наша слобода, па најмалку е ние да организираме шаховски турнир. Љубо, како би ги споредиле минатото и сегашноста на шахот во Скопје и во Македонија? Па видите, повозрастните се сеќаваат на една голема активност која што почна во Скопје после земјотресот. Значи, тој повод беше да се организираат турнири после неколку години после големиот земјотрес, значи почнувајќи од 67 година, почна една серија наречена турнири на солидарноста. И низ Скопје продефилира најдобрите, најголемите шахисти од тоа време, почнувајќи од Фишер 67 година, кој тогаш се уште не беше светски првак, значи, али беше голем потик, голема реклама за Скопје, Фишер дошол во Скопје и следните неколку години траева тие турнири на солидарноста и круна на тоа беше Олимпијадата, значи Шаховската олимпијада, 2 олимпијади практички, 20-та машка олимпијада и 5-та женска олимпијада, за прва споени во едно, порано се игра одвоено. Значи, таа случка, таа манифестација да добиеш олимпијада светска беше стварно едно големо признание за тоа што Скопје направи за шахот. Беше кратко времето да се организира, јас се сеќавам, бидејќи сум малку повозрастен,
за 2 години требаше да се изгради олимпискиот комплекс, да го комплекс, наречеме. да кажеме, И се случи во 1972-та, а потем и затоа Скопје шаховскиот клуб ја има додавката 72, Баш за тоа. Каде сме сега ние од врвот на светскиот шах? Па вака, да бидеме искрени и отворени, значи, од тој галактички центар, би го рекол, Скопје, галактички центар шаховски. Замислите, да дојде Фишер, кој никој не може да зборува со него, он да дојде у Скопје, да седи на средно водо, да остане 15 дена као гостин во Скопје, Фишер. И да си помине убаво. И да се помине одлично, да сака македонски да научи, тоа е големина. А друго, големите имиња, не знам, може 7-8 светски прваци тука, Олимпијада, едно гротло, да се направи нешто за кое што рекоа дека таква нити била, нити ќе биде Олимпијада. Сега, 72-ра, јас се сеќам на од Искра, која работеа дење и ноќе да направат, беше цајтно. Сега кај сме? Па, ако видите тоа, ние 2022 година, нашиот, не знам дали е наш, Олимписки комитет, да него ни обележи дека 50 години од Олимпијадата. Тие луѓе, кај се дојдени, знаат ли нешто за ова историја на Скопје, не знаат ли, или треба да им се покаже дека 50 години. Сега, кај сме? Да речеме, од 2000 година, може физикално да кажем, ние сме во слободен пат. Имавме во Охрид едно европско првенство. Тоа 2001 беше, јас бев во тамо во некоја организација техничка и тогаш се постигнаа големи резултати. Например, кој е голем резултат? 7 место на Олимпијада. Замислите, 7 место на Олимпијада, мала Македонија, али здрави борци, искусни велемајстори, Кирил Георгиев беше, и сега постигнаме 7 место. Сега нас не нема никаде. Значи, ние се наоѓаме играчки на рейтинг у слободен пат, директно. 20 години сме директно у слободен пат. Како да се коригира сето ова? Дали може би со враќањето на еден централен шаховски дом, Љубо, дали тоа е моментот кој што им недостасува на шахистите? За тој централен шаховски дом се зборува, не знам колку, мислам 30 години или може или повеќе, од земјотресот. Значи, старо Скопје го имаше тој дом и тоа беше собиралиште. Добро, сега Скопје е 3 пати поголемо. Меѓутоа, сите до сега што беа во Шаховската федерација зборува, ветува, ние ќе направиме, ние ќе. Меѓутоа, тоа до сега го нема. Да се надеваме дека нешто ќе се направи во тој правец. Јас само да го надополнам, извините. Да го надополнам. Он меко го кажува тоа. Нема веќе да се... Значи црни и бели фигури. Не, нема. Нема. Црни и бели фигури. А така се и дојдени едниот во темно, е црно-бели. Забележав, сакам да кажам на почетокот бела мајка. Видите, да ви кажам, доста беше вака, значи, диагностицирање доволно, пациентот умре. Не. Ќе направиме иницијативен одбор, ќе се подпишеме 2-3 илјади шахисти и ќе бараме институционално да отпочне активност за изградба на Централен шаховски дом, а пред тоа да ни се овозможи просторија кај што ќе се сместиме, не може да играме по клуб и по кафани. Ама добро го правите и тоа сега, ајде тоа по друга страна е добро. Ајде да ја заокружиме темата на една убава тема, една убава информација, како да ги заинтересираме сите кои што се ваша генерација и кои што седат дома и кои што ние сме најдобрите другари, не менувате фреквенцијата да останеме така, и на кои што им треба социализација дополнително, колку е добро практикувањето шах за борбата со деменција. Ајде сега една тема. Бидејќи јас сум постар. Ајде, може. И нема деменција. Да ви кажам еден мој пример. Пред година дена кога требаше да ја продолжувам возачката дозвола, нели таму има комисија и докторката, психолог веројатно, ме праша како се чувствувате психофизички, 80 години. И ја велам,
се уште играм активно шах и тоа на званични турнири. Добро, и више ништо не ме праша. Иначе да ви кажам, да, пред повеќе години читав дека прават на некоја статистика за здравјето на спортистите, на врвните спортисти. Тоа покажа дека шахистите се најздрави. Многу чудно, ќе речеме, седат 5 сата на табла, не се движат. Не е чудно. А друго сега, баш кога се спремав, отворив интернет, сега се ќе најдеш тамо, вели некои исто правени истражувања на врвните спортисти, вели дека врвните спортисти во просек живеат 7 години повеќе од другото население. И да си патиме да си практикуваме шах на време. Ама за шахот да ви докажам. Да видам дека за шахот. За шахот вика 14 години повеќе од просекот. Баш тоа што го рековте, треба да Знаете како велат, Господ да не ни го земе здравјето и да не ни го земе умот. А шахистите не може да им го земе умот, не дај Боже, нели може се да се случи во животот. Ви благодариме што дојдовте. Ова утро бевте со нас, Илија Стошевски и Љубомир Хаџиманев од Шаковски клуб на ветерани. Останете ни во подарок за екипата, беџот од настанот и златната значка на ветераните. Ќе ја додадам во колекцијата на значката од Европското првенство 2001-та, патен од кој известував и јас, и Јована беше малечка, тогаш се уште гледаше. Се е прашање на рождение, но за Јована еве за вас значка. И за Јована има значка секако. Благодарам. Планирам мојата да ја дадам. Нема, сега готова. Ми представува задоволство. Благодарам и чест пред нас ни е чест што доаѓаме во утриска. Македонската телевизија постои за тоа да информираме поздрави до техниката и до сите колеги да бидете ни во добро здравје и се разбира ние информираме за вашите успеси. Фала ви. Благодариме уште еднаш. Почнувани тука некаде завршува? Само уште секунда, ќе се одјавиме, сакаме да се радуваме на успеси, сакаме да поддржуваме, особено мислам дека треба сите да ги поддржиме нашите млади деца, кои што овој викенд настапуваат на Евровизија, на јуниорскиот Евросонг во Мадрид, 22-то издание, тоа се Ана и Алексеј, во 18 часот ексклузивно на Македонската телевизија. Се разбира, ќе следите во сабота, но до тогаш гласете на СМС и онлайн, имате можност да го сторите истото. Сторете го тоа веднаш во текот на денешниот ден, утре, да ги поддржиме Ана и Алексеј и да навиваме за нив од нашите домови на ова песна маратон, која што сега ја слушате и со која што го заокружуваме денешното издание и сите изданија за ова работа. За ова работа. Тргнав ја почнам да ја читам информацијата, меѓутоа Јована е помлада, ме претрка. Уживајте во денот. Такво за ветерани. Уживајте во денот, уживајте во викендот што е пред вас. Од понеделник сме повторно заедно 6:45 секој работен ден од понеделник до петок со Македонија на утро.